Од набавка на лубриканти до прескапи живеалишта на фламинга, сомнителни поделби на пари го ситнат буџетот и на државата и на општините во услови на пандемија, кога секој денар треба да се штеди за да се зачува здравјето на граѓаните. Од кога почна корона кризата се склучија бројни набавки во 4 очи. Меѓу нив скандал предизвикаа тендерите од 17 милиони евра на ЕВН за струмичка компанија. Опозицијата тогаш обвини дека зад поскапувањето на струјата се крие дил на универзалниот снабдувач со фирма за обезбедување од струмица, која е многу блиска до семејството на премиерот. Бура во јавноста предизвика и тендерот на јавното претпријатие Дрисхла за изнајмување на градежни машини во период од 3 месеци, кој беше склучен во 4 очи. Тендерот го распишал директорот кој е братучет на сопругата на Драги Рашковски, а бизнисот го доби фирма исто така на негов братучет. Министерството за здравство набави 187.000 кондоми и 50.000 лубриканти во време на пандемија. Јавноста прашуваше дали ова се приоритетните проекти на кои треба да се трошат пари во вакви услови. Меѓу проектите за кои се троши вртоглава сума на пари се најде и езерото Младост, кое ќе стане смарт езеро. Пари се трошат за воведување паметни елементи во менаџирањето со паркингот, детското игралиште, велосипедите. Може би Велес ке има смарт езеро, но затоа во центарот на Скопје ќе се шетаат 41 диносаурус. Нормално се работи за така наречениот динопарк во Скопската зоолошка градина. Изградбата е започната пред 1 година, а досега чини околу 325.000 евра. Лани пак зоолошката градина реши да потроши 287.000 евра за изградба на живеалишта за пингвини и фламинга. Министерството за одбрана на крајот на август објави оглас за набавка на колачи, вафли и кекси во вкупна вредност од 57.000 евра. Цвеќе во вредност од 2.000 евра и пијалоци кои чинат 5.000 евра набави општина Штип. Ако општината пред 2 години за цвеќе потрошила 400 евра, годинава во ек на пандемија, сумата ја зголемила за дури 5 пати. За итни набавки за заштита од COVID-19 биле потрошени 6,7 милиони евра, стои во анализата на Центарот за граѓански комуникации. 1/3 од оваа сума ја потрошило Министерството за внатрешни работи. Дури 43% од вредноста на сите тендери им припаднала само на 5 фирми, иако вкупно 186 фирми добиле тендер поврзан со коронавирусот. Прва на листата на фирми кои склучиле договори во неголема вредност е прилепската Гифтитекс за набавка на маски во МВР и Министерството за одбрана. На секој трет склучен договор се преговарало само со еден купувач. При тоа имало преголема разлика во цените, дури и кај производите од ист вид и квалитет. Понекогаш овие договори не содржат прецизна спецификација на производите и услугите кои се бараат, што остава голем простор за злоупотреби.